Девето деление, екстерно тестирање 2014-2015 година, прашања поделен број 51 до 55. Ќе почнеме со 52, затоа што ова и наредно видео се малце измешани броевите. Важно, 52 е редот на прашањето во она база на прашања кои се дадени. За кој природен број равенката 2/3 еднакво на хикс деветинки преминува точно бројно равенство. Именител 3, именител 9, значи прошириле со 3. 3 по 3 е 9, 3 по 2 е 6, решението е 6. Или можете накрасно да ги множите 2 по 9 е 18. 3 по кој број е 18, ќе добиете истото решение. 53. Равенката 3/4 хикс минус 2 еднакво на 5, запишана без именител ќе биде. Множиме со 4, бидејќи само тој е именител. Сите членови ги множиме со бројот 4, ќе добиеме еквивалентна на неа. 4 по 3/4 хикс минус 4 по минус 2 еднакво на 4 по 5. 4 со 4 се крати, останува 3 хикс минус 8 еднакво на 20. Може тоа да ви понудат за одговор, а може да ви понудат и уште еден степен ако одат понатаму, 3 хикс еднакво на минус 8 од другата страна ќе биде плюс 8, па ќе добиеме 3 хикс еднакво на 28. Наредно прашање, 54. Ова прашање, најверојатно погрешка е така запишана. Доколку не е, треба малце поголемо внимание да обрнете на тоа. За која вредност на хикс на равенството, тоа е една квадратна неравенка, а тие се работат во средно училиште. Митоа, еве да пробаме да го решиме тоа. Хикс на квадрат минус 2 хикс помало од хикс плюс 5 преминува во точно бројно равенство. На лева страна ги носам непознатите, ако смени страна ќе се смени знак и имам хикс на квадрат минус 2 хикс. Хикс премина на лева страна, затоа ќе има негативен знак, минус хикс помало од 5. На лева страна заедничко ми е хикс, тоа ќе оди пред заграда, во заграда ќе имам, а претходно сведува минус 2 хикс минус хикс е минус 3 хикс. Пред заграда хикс, во заграда од првиот член ќе ми остане хикс, од вториот ќе ми остане минус 3. Помало од 5 го препишувам. 0, па негативни броеви, позитивни броеви. Да пробаме кога хикс е минус 2. Тогаш имаме минус 2 по минус 2 минус 3 е минус 5. Минус 2 по минус 5 не е помало од 5. Да пробаме за хикс да биде минус единица. Ќе имаме минус 1 по минус 1 минус 3 е минус 4, а минус 1 по минус 4 не е помало од 5. Дали може да биде 4? 4 по 4 минус 3 е 1. 4 по 1 е помало од 5. Дали може да биде хикс 5? 5 по 5 минус 2 е 5 минус 3 е 2, а 5 по 2 не е помало од 5. Значи решение на ова квадратно неравенство ќе биде хикс поголемо или еднакво на 0, помало или еднакво на 4. 55-то прашање. Решение на неравенката 2 хикс поголемо или еднакво на минус 6 е интервалот. Хикс поголемо или еднакво делиме со коефициентот пред непознатата и ќе имаме хикс поголемо или еднакво на минус 6 врз 2, а тоа е поголемо или еднакво на минус 3. Тогаш интервалот ќе ни изгледа вака, поголеми броеви од минус 3 се решение на ова неравенка. 56. Функцијата f од хикс еднакво на 2 хикс минус 6 е нула на функцијата f од хикс еднакво на 2 хикс минус 6 ќе биде. Нула на функцијата е вредноста на независно променливата или на аргументот за која функцијата преминува во нула.
f од x ќе биде еднакво на 0 или ако ова не беше запишано со y, y не биде еднакво на 0. Па ќе постапиме сега на овој начин. Значи f од x да биде 0. 0 е еднакво на 2x минус 6, а сега тоа равенка со една непозната и може да се види дека x е еднакво на 3. Значи нулата на оваа функција е 3. Тоа беа прашањата. Благодарам за вашето внимание.